Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Срцево, да се вселиш во него. Слава ти, Господи Исусе Христе. Денеска македонскава народна култура внесена во православието, во земната телесна, ајде да речеме Исусова заедница, одит и пеат тие коледарски огнови, прават коледе, значи предхристијански македонски народен обичај, адет, кога се прославувала промената на циклусот на времето. Се прославувале предхристијанските врски со духовниот свет. И денеска се извртени некои зборови, се пеат некои песни кои немаат врска со Исус Христос. Народот седна да јаде, па стана да игра, да пие. Да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Ето тоа е тој принцип на играње, на поистоветување. И ние денеска зборуваме за, слава ти Господи Исусе Христе, за вистинска заедница, за вистинска врска со Исус Христос. Знаете, каде ти одиш кај Исуса? Дали доаѓаш кај Исус? Дали имаш вистинска врска? Врската со Исус не е во телесните обреди, туку духовна, внатрешна. Она што вистинските прави христијани. Ето тоа е целата суштина. Како ти сега да дојдеш до тој момент? Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти. Слава ти. Значи, одиш во заедница. Или одиш во некоја телесна, традиционална заедница, црква. Одиш во материјалниот свет, на вечери на љубовта. И да го разбираш што значи тоа да јадеш духовна храна. Одиш таму некоја заедница, ајде да речем има други што одат во заедници, читаат од Словото, и се враќаш на себе стариот. Се враќаш на свое мислење. Автокефален, и ќе речат автокефална црква. Главата на мажот е Отецот, главата на Отецот е Исус, односно Исус, Отецот е глава на Исус, глава на секој маж, тој што ја води старешината заедницата е Исус, глава на жената на црквата е мажот. Ете, тоа се некои работи. Значи, како да одиш ти во некоја заедница, како да одиш на фризер, на масажа, во библиотека, без обврски. Без обврски. Исус се направил за тебе и ти сега се шеташ тука како паун, како израелец и го распнуваш Исус. Без обврски одиш во заедница, си мислиш ти како што сакаш, си постапуваш, се вклучуваш за молитва, например, за членови на свое семејство, за другите не те допира. Тоа покажува каде си ти, со кого си во врска. Не доаѓаш на поуки, например. Мораш да доаѓаш на поуки, да примаш храна. Не доаѓаш на дружби, не доаѓаш на разговори, молитва со старешините на заедницата. За некој ова е, знаете, фантазија. Тие си мислат, фантазија. Тие си мислат дека тој има право на свој живот и ќе си постапува како што сака. Можеш, да, но поминува времето на милост. Еден ден ќе треба да застанеш, да одговараш пред семокниот Бог што направи со своето време, со својата душа. Се молиш за кого сакаш, ти не ги прифаќаш сите, мислиш дека знаеш, не простуваш, велиш, ако не си затворил уста, например,
давам предпоставка, ќе се распаднела заедницата ако не си црквата. Исусе, црквата на Исус Христос не може да се распадне, таа е духовна. Ниедни скали не може да се искачат. Ќе изградам црква на тебе, на таа вера, на Исусова вера. И ниедно зло нема толку високи скали да дојде до неа. Повторуваш едно исто научени реченици, да се љубиме еден со друг, а не љубиш вистински, да се молиме едни за други, а не се молиш за други. Заедничка молитва има сила, не доаѓаш и повторуваш некои фрази. Јас да се смалувам, тој да расте, ничком пред Исуса. Една група, например. А ти самата не го правиш тоа. Не сведочиш јавно за Исус. Ете, тоа треба да го работиш. Па како? Па по начинот на однесување, првин да забележат, да те прашат како успеа да дојдеш мир, да најдеш љубов, да не се нервираш. Како? Зошто? Зошто не сведочиш јавно? Што е тоа што те спречува да му се предадеш целосно на Исус, да му се предадеш како невестата на младоженецот? Се молиш пред сите со многу зборови и твој член на семејство да исцелуваш, сакаш. Треба да зборуваш за Исус. Павле што вели во Дела 13, 10-12, од ти кој си полн со секакво лукавство, значи со световни моменти, и злоба, сине ѓаволски, се однесува и на ќерка, непријателу на секоја праведност. Нема ли да престанеш? Си живееш по старо, како што ти мислиш, да ги искривуваш правите Господови патишта. И еве сега раката Господова е врз тебе. Еве што се случува, ќе бидеш слеп духовно за некое време, нема да го гледаш сонцето. Исус, јас сум светлината на светот, кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Христијанин велиш дека си Христов, а се држиш до себе, не се даваш, не се предаваш, не се менуваш. Те сакам, Господе Исусе Христе. Не се менуваш, не сакаш да се промениш. Зошто јас да се променам? Јас сум си супер, а? Абе, Господе, да ти кажам јас тебе нешто. Ти да се промениш ако може. Па да, тој ќе се промени. Тој се промени, тој слезе во Исус, се распна, ја пролеа својата крв, плати за твојот греф и ти дава можност да влезеш во неговиот спокој, во неговото училиште, во неговата љубов да влезеш и сила. Зошто јас да се менувам? Не си се предал комплетно. Господи, ако може ти да се промениш. Те сакам, Господи Исусе Христе, знаеш за Исус, си дознал во умот. Си го видел таму на некоја фреска, си видел некој филм. Си дознал, си тераш по своето, собственото. Нели Исус вели во молитвата, нека биде твојата волја, татко мој, а ти велиш, нека биде мојата волја. А, јас сум сега наред. Чекај малку, Господе. Не се откажуваш од себе си. Се држиш до себе, до твоето. И ти си се уште во старата, падната, грешна природа и нема да биде добро. Грешен човек на земјата, непослушен на таткото. Па и во земниот однос, дали таткото треба да се менува или детето? Детето треба да научи првин што? Да оди, да стои, да зборува, да учи, да научи односи во светот. Што е опасно по неговиот живот, што не е. Потоа тој кој ќе созрее до полна возраст, што вели Исус, тогаш тој почнува да се менува. Започнавте со духовното, со Исус, цитираме, а сега сакате да станете совршени преку телесното, преку своето. Галатјаните 3.3. Своето си го бараш, не може, не попуштам. Јас, како што сакам, зошто мене Господ не ме исцелува? Јас ти зборувам за дете и татко. Детето треба да го слуша родителот. А таму е пишано, ако некој сака да види добри денови, нека ги изглади односите со родителите, па и со Отецот Небесен. Започнавте со духовното, сега сакате да станете совршени преку телесното. Друг препев вели, откако почнавте со духот, со телото ли сега сакате да завршите?
кој се е во телото ќе пожне смрт, Галатјаните 3.3, треба да го оставиме телесниот човек, да се преродиме во духовното. Кога човек ќе дојде пред смртта, знаете, престанува да јаде, да се движи, спие по цел ден, завртен е внатре, се буди духовниот човек. Има припрема да замине од овој минлив траен свет. Одиме понатаму, проклет да е секој што е обесен на дрво, 3.13 Галатјаните. Значи, што значи тоа? Секој да е проклет што виси на дрво, 3.13. Висиш на дрво, врзан си со корен во земјата. Ти си Каин кој го убива Авела во телесниот паднат свет. Земјоделец, треба да бидеш пастир на стадо. Најтешко е да се откажеш, да се оставиш себе си. Тоа е раскрстување на крстот Исусов. Навики, традиции, обичаи, правила, врски, желби, мечти, замисли. Јас мислам вака. Не, јас како што мислам. Јас чувствувам вака, јас сеќавам, имав еден сон, не знам што. Ние зборуваме за спротивно на тоа, препуштање. Исус да те води. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, треба да умреш во себе. Ти стариот, да се преродиш во Исус Христос. Значи, да си крстиш во неговото умирање, во смртта. Крстен си, да го оставиш стариот човек. Зарем ти мислиш дека си доволно добар да му се спротиставиш? Кој си ти човекот што му спориш со Бога? Важно е да имате делотворна вера. Вера, таа се искажува преку љубов. Галатјаните 5.6. Преку љубов кон Исус Христос. Ако го возлюбиш Исус и го познаеш, ти бргу ќе почнеш да се движиш во духовниот човек. Врската не е телесна во обредите. Од врата на врата, како во Стара Македонија, во Античка Македонија, артемидини чествување, одели и пееле, облечени, собирале храната и после ја делеле. Артемидини чествувања, Дионисови слави, датумите и термините се поместени и ставени се во христијанството. Друг препев, верата која действува. Делотворна вера преку љубовта. Целата суштина е како да дојдеме до тоа. Верата која действува, значи треба да го возлюбиш Исус, да му се предадеш, да му се препуштиш, да останеш во неговата љубов. Дали го љубиш Исус? 6.7.13. Дали го љубиш Исус над се? Пред се, преку се, после се, повеќе од себе? Или било што друго? Тоа е важен момент. Дали го љубиш Исус доволно да му се предадеш? Или си тераш по своето? Дали би направил се за Исус Христос? За кого би направил ти се? Некој за татковината, за деца, за сопруга? Или за нешто друго би направил се? Ова е важен момент. Тука е крстот, раскрстувањето, да се оставиш себе си и да тргнеш по Исус. Остави се земно. Сакам да ви го кажам следното. Значи, дали би направил се за Исус? Сакам да ви го кажам следното. Дозволете Светиот Дух да ве води, раководи. Нема да им подлегнете на грешните телесни похоти. Како да ме води ако не го познавам, ако не му дозволувам, ако не му го дадам срцето на Исус? 5.16 Галатјаните, друг препев ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти. Галатјаните 5.16. Дали живеам вистински воден од духот Исусов или од себе си правам јас како што сакам, јас како што мислам, јас како што сум си очекувам? Значи, тогаш ти си во духот на овој паднат свет, тој те води и ти не се разликуваш од другите луѓе, освен што во умот знаеш дека има некој Исус таму и дека ти ти си. Тој како некој знае некоја техника или нешто да прави подобро и тоа само го возгордејува. А гордоста е смртен грев. Зашто телото сака противни работи на духот, да си уживаш ти, а духот спротивни работи на телото. Духовниот човек, тие се спротиставени еден на друг, за да не го правите тоа што ти го сакаш, туку неговата волја. Галатјаните 5.17, друг препев, грешните телесни похоти, и ова е интересен момент, се
противат на действувањето на Светиот Дух. А Светиот Дух се противи на действувањето на грешните телесни похоти. 5:17. Пазете сега, овие две сили, значи Светиот Дух и Духот на овој свет, се борат една против друга. Тоа значи нема да можеш да правиш се што ќе посакаш. Галатјаните 5:18 ти. Чашата е горка, но морам да ја испијам. Во вас се случува таа битка на Светиот Дух, на духовниот човек, на Исусовиот Дух и Духот на овој свет, за вашата душа. Кому ќе му припадне твојата душа? За тоа се води битка за души. На гревовниот телесен свет те сакам, Господи Исусе Христе. На Исусовиот свет дух или на гревовниот духот на овој свет, кој те води во гибел. Кој ме води? Мене е важен момент. Кој ме води? Самиот или Исус? Ако Светиот Дух ни дал живот, тогаш треба да го живееме тој живот во Негово водство. Галатјаните 5:25. Ако живееме со Дух, по Духот сме должни и да постапуваме. 5:25. Да постапуваш по Духот, тој да те води, тој да ти покаже. Духот оди каде што сака и ти потоа го имаш тој момент, ако живееме со Дух, дали сум ја предал душата, срцето на Исус Христос вистински, или си ја чувам за себе. И го имаме тој стих, кој ќе ја сочува душата своја, ќе ја загуби. За кого ја чувам душата? Значи, почнуваш со Духот, а телесно се враќаш на своето. Галатјаните 3:3. Откако почнавте со Духот, со телото ли сега завршувате? Не можеш да завршиш со телото, да останеш во истото, можеш да се промениш. Треба да го оставиш телесното, да се предадеш во духовното. Проклет да е секој што виси на дрво обесен за коренет на земјата, како Каин кој го убива Авела. И е земјоделец врзан за земјата, земјоделец, а ние го имаме Авел кој е пастир. Секој да е проклет што виси на дрво, висиш на дрво, врзан си со корен за земјата, во телесниот паднат свет. Најтешко е да се откажеш од себе си. Навики, традиции, обичаи, правила, желби, мести, замисли, јас сакам, јас вака, јас така, замисли, желби. Да умреш во себе, да се предадеш, да се претопиш во љубовта во Исус Христос. Важно е да имаш делотворна велја која се покажува вера преку љубов кон светот и кон се. Во Исусово водство, кој го љуби светот, не му е мил на Бога. Значи верата која действува преку љубовта. Дали го љубиш Исус пред се? Се враќаме на тоа, над се, после се, повеќе од себе, било што друго. Дали би направил се за Исус? Тој е тој момент. Или ти за нешто друго би направил се, за кого би направил се, дали би оставил се? А треба да го оставиш, остави се, вели Исус земно. Што е тоа? Се па телесниот свет. Не значи да не ги љубиш твоите, значи кој не ги љуби неговите, полоше од неверник. Ете, тоа се тие прашања. И се додека одат тие палат огнови, прават некои обредни дејства, кои немаат врска, не те прават христијанин, дали јадеш, не јадеш, дали се капеш или не сувеш. Од Павле, наименуван од Бог да му биде апостол на Исус Христос, до нашиот брат Тимотеј, до Божијата црква, кај отидовме? Не е тука. Мислам дека беше друго. Треба. Второ писмо до христијаните во Коринт. Не претерувам, решив да не ве нажалам. Пазете, Духот зборува низ Павле. Сатаната повеќе пати се обидуваше да го сничкоса, тој што беше Савле. Затоа помина низ многу телесни искушенија, од смрт избавуван, од давење, од тепање и така натаму. Решив да не ве нажалам со уште една болна посета. Значи ќе дојде тој да наплати. Не сме послушност. Ако јас вас ве натажам, таткото ни зборува. Кој ќе ме развесели? Тој сака сите да се спасат. Зар тие кои што туку си ги натажил? Затоа така ви напиша во моето претходно писмо, такова ќе дојдат да не ме нажалат оние од кои одвај чекам да ме зарадуваат. Тоа се тие писма, посланија,
Уверен сум дека знаете, бидејќи ова слово е живо, кој ќе почнете вие да живее во вас, тој ќе ви отвори широчина, длабочина и височина. Дека знаете, оти кога сте среќни вие, таткото ни зборува. Среќен сум и јас. Значи, земниот татко се радува за своите деца, а камо ли небесниот татко кој создал се. Колку тешко ми беше да ви го напишам предходното писмо, о неразбрани Галатијани. Ви пишувам длабоко натажен, значи ова 2 Коринтијаните 2, со болка во срцето и со солузи во очите. Тој не љуби, не сакам да ве повредам. Сакам да сватите колку е голема мојата љубов спрема вас. Таткото ви зборува на своите деца и кога ќе дојде духот, ти ќе викаш татко и ќе го изгладиш тој однос татко со дете, дете на земјата и татко на небесата. Значи, тоа е тој момент кој е битен да се поврзеш. Значи, Исус го обвинува, Господ го нарекува свој татко. Дали ти го викаш татко или викаш Господе, Господе, бидејќи не сите што велат Господе, 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 ќе влезат во Царството Божјо. Мислам дека тие што велат татко. Значи, ако не го изгладиш односите со родителите, нема да видиш добри денови. Те сакам Господ Исусе Христе, треба да му се прости на тој што сгрешил. Простете и ќе ви биде простено. Не претерувам ако речам дека човекот што ја направи цела во оваа неволја. Повеќе ве нажали сите вас отколку мене, секогаш имаме по некој горчлив корен во заедницата, но повеќето од вас се усогласивте, кој не сака да се смени по ова прашање и казната што му изрековте е доволно, дали да избркаме некој од заедницата. Имавме така една сестра, па се врати, победи во љубовта. Сега треба да му простите на тој, да го утешите, да не биде толку повреден, што нема да биде во состојба духовно да се врати и да закрепне. Духовно да се врати и да закрепне. Затоа ве молам, покажете му на тој човек, на тој кој греши, дека се уште го сакате. Можеш да го тргнеш. Ви го пишувам ова, бидејќи сакам да ве проверам и да видам дали сте подготвени. Подготвени ли сте, а? Или палите огнови да ви се придружува, да се придржувате до моите упатства, велми и упреку. Треба да ги запалите пламенен оган на љубовта во вашите срца. А на тој кого вие ќе му простите, ќе му простам и јас. Се што ќе врзете на земјата ќе биде врзано на небесата, значи не си му простил, починал човекот, врзан си во непростувањето. Ти треба да се одврзеш од сите пранги со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам. Сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене. Ако воопшто сум имал нешто за простување, тоа е за ваша полза пред Христос. На кого вие ќе му простите, ќе му простам и јас. Простете. Им простувам на сите. Ако не постапувате така, не простувате, осудувате, сатаната ќе ве надмудри. Влегуваш во круг на осудување, а знаеме какви се неговите намери да го расплодува злото и демоните. Омразата е во Македонија. Влезене тој сатански сили под небесни во таа армакедонска битка за души. Толку неправди се случуваат, крадење, лажење, дрога, криминал, лажно именување и иноверци. Навечер се шири религиска порака. Дрога, криминал, блудство, понижување на македонецот. Македонецот човек кој повикува кон Бог. Значи, ако не постапувате така, сатаната ќе ве надмудри и тешко е да не вратиш на злото со зло. Израелците се тепаат во Газа, но тие го немаат Исус. Го распнаа. Апостол Павле рече, крвта ваша на главите ваши, одам јас кај македонците. Но ке скасонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ми. Господе Исусе Христе, ја враќам Македонија во твоја собственост. Значи, на кого вие ќе му простите, ќе му простам и јас. Таткото небесен вели, ти се одврзуваш од непростување. Пазете ви како не постапувате така, сатаната ќе ве надмудри, а знаеме какви се неговите намери, да го расплодува злото, непростувањето, омразата, ти си тогаш врзан на злото, враќаш со зло. И тогаш излегуваш од царскиот закон на љубовта, љуби го својот ближен како себе си, љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат,
Правете им добро на оние што ве мразат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Се молам за сите мои противници. Јас им припаѓам на Исус, ве благословувам, татко, прости им, не знаат што прават. Ја враќам Македонија во твоја собственост. Македонија е земја Исусова во името на Господ Исус Христос и денеска ја прославувам победата на Господ Исус Христос во моето срце, во секој еден од вас, во групата молитвена војна единица со трудници кои се борат во духовниот за духовна битка во Македонија. Те молам да им ги отвориш срцата на земните поделени телесни цркви, да се покајат, да повикаат кон тебе, да се откажат од традициите, од обичаите, од тоа што сакаат тие што мислат дека се автокефални, дека се спасени, дека се апостолска црква, дека не знам што. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срце во Исус. Те сакам, ти благодарам. Денеска е голем ден, славата Исусова. Јас имам една голема слава. Кој ден паѓа, колку сатот? Па денес, сега е времето благопријатно. Секој ден, секој час, секој миг. Тоа е славата Исусова, да го прославиш, да се прослави Исус во тебе, преку љубовта која никогаш не престанува, од земјата до небесата. Прими Дух Свети. Те сакам, Господи Исусе Христе, отвори го срцето, се покајувам за секој грев, за гревовите на моите предци. Им простувам на сите. Сите. Никого не осудувам, никого. Се покајувам за секој грев. Ја прифаќам Твојата волја. Татко. И победувам со Твојата љубов, да ме промениш, да ме научиш, да ме родиш во духот, да бидам син Божи, кој го води Духот Божи. Амин. До Божиот Царство Небесно. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се всели